Уставните измени се неопходни. Нова порака од Соединетите Американски држави, овој пат испорачена од влијателен американски сенатор. Крис Марфи во Скопје беше јасен дека е дојден за да се осигура дека тоа што Вашингтон го кажува во континуитет од прифаќањето на така наречениот француски предлог во јули минатата година, добро го разбираат сите политичари, и од власти и од опозицијата. При тоа, сенаторот кој седи во Комитетот за надворешни односи ја наведе ситуацијата во Украина како нова можност за проширувањето на Унијата кон Западен Балкан, која Северна Македонија не смее да ја пропушти. I know it has been a long road to the EU. Знам дека беше долг патот до ЕУ, знам дека многумина со право го поставуваат прашањето дали Унијата е реална можност. Тука сум за да ви кажам дека е реална. Многумина истото го велеа и за НАТО, но вие ги презедовте тешките и неопходни чекори за тоа да се оствари. Потпишавте историски договор. Сега има слични чекори кои треба да се преземат за зачленување во Унијата. Има една нова можност во проширувањето на ЕУ. Војната во Украина представува криза, но ја расвести Унијата за потребата од држење на вратата отворена. Нема начин за Украина да влезе во Европската Унија без приеми на балканските земји. Ова е нова можност и Северна Македонија не треба да ја пропушти. Овие уставни измени кои се технички промени на уставот се јасна можност за Северна Македонија да влезе во редот за прием во Европската Унија. Повтори дека сојузништвото меѓу двете земји е дополнително зајакнато со влезот на Македонија во НАТО, кој значи безбедносни гаранции и од САД и од Алијансата. Истовремено, според Марфи, тоа се рефлектира и во заселеното присуство на американските компании во земјава. Но во таа слика, како што кажа, мора да се вклопат и евроинтеграциите. Од владата добил уверување дека нема други алтернативи. И да ја потврдам одлучноста да продолжиме по патот кој го зацртавме, патот на европската интеграција и развој. Бидејќи одлуката која што е пред нас не е одлука на еден човек, не е одлука на една влада и не е одлука на една политичка партија. Ова е одлука на сите политички актери во државата. Ние мора да обезбедиме на нашите граѓани да живеат во држава членка на Европската Унија. Сепак и покрај ваквата изјава од премиерот, сенаторот не ја пропушти можноста да предупреди дека неуспехот на процесот на уставни измени ќе се рефлектира и врз односите меѓу Вашингтон и Скопје. I also want to be clear about the impact on the Исто така сакам да бидам јасен за влијанието врз односите со САД ако Северна Македонија избере друг пат, да се реши против уставните измени, да заталка од патот кон Европската Унија. Тоа би било загрижувачки за една членка на НАТО, земја за која се обврзавме дека ќе ја браниме врз основа на заедничките вредности, да ја го заврти грбот на Европската Унија. Затоа ние сме пријатели, нема да прекинеме да бидеме пријатели, но лидерите во САД го наблюдуваат изборот што тука ќе се направи во наредните месеци и се надеваме дека вашиот избор да се приклучите безбедносно во НАТО ќе се надополни со слична одлука да и се приклучите на Европската Унија. Марфи овој период го нарече вистинскиот момент за правење на изборот и дека она што се очекува и во Вашингтон и во европските престолнини се добри вести од Скопје. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.